Дали Македонија го добива еден од најиновативните стартапи во здравството Доктермин? Кои се придобивките за пациентите и лекарите? Зошто платформата се смета за чекор напред кон дигитализација на македонското здравство? Може ли корисник на Доктермин да додаде блиски лица и да закаже термин во нивно име? Ова се темите на кои во емисијата Став петок ќе разговараме со софтверскиот инженер Стефан Стефановски од Куманово, основач на македонската онлайн платформа во здравството Доктермин, кој што живее и работи во Франција. Главната мисија е да го модернизираме здравството, пред се приватните доктори да им овозможиме бесплатна онлайн присутност, да го дигитализираме што е можно повеќе и да обезбедиме подобра услуга за пациентите и подобра услуга за докторите, каде што ќе им се олесни административната работа, за да имаат повеќе време да се фокусираат на пациентите и да не се грижат за телефонските повици или за пораките што им ги праќаат по месенџер, по WhatsApp. Пациентот може да го пребара својот лекар или доктор по име, презиме или по специализација, потоа може да филтрира по град. Кога ќе пребарува, сите доктори, пример ако пребарува стоматолог, сите стоматолози во Куманово ќе му издадат со карта од страна, каде што може да го види профилот на доктора, кои се неговите услуги, презентација, начини на плаќање, образование секако, искуството. И исто така, доколку докторот тоа возможи, може да му закаже онлайн термин. Царинската управа соопшти дека царинските инспектори од мобилните тимови од секторот за контрола и истраги на граничниот премин Табановце во текот на вчерашниот ден заплениле девизи кои српски државјанин имал намера нелегално да ги изнесе од државава. Според надлежните, поради сомневање во изјавата која ја дал патникот дека нема што да пријави дека со себе носи помалку од 1000 евра, царинските инспектори извршиле детална контрола на возилото и притоа на совозачкото седиште под машка јакна во црна рачна торбичка се пронајдени 44.000 евра, а во багажниот простор на возилото во црна кожна ташна биле пронајдени дополнителни 50.000 евра или вкупно 94.000 евра за кои лицето не поседувало документ за потекло на парите и не ги пријавило. На лицето му се вратени 10.000 евра, сума која согласно законот за девизно работење нерезидентите можат без да пријават да ја изнесат од државава, а останатиот износ од 84.000 евра привремено се одземени, информираат од Царинската управа. Срѓан Ивановски, дипломиран правник, е назначен за нов раководител на регионалната канцеларија на Централен регистар Куманово. Во последните месеци реализиравме значајни подобрувања во нашите системи за ефикасност и безбедност на податоците. Како раководител на Централен регистар во Куманово, односно во регионална регистрациона канцеларија, посветени сме на обезбедување точни и ажурни податоци за нашите граѓани и деловни субјекти. Во контекст на новите промени, ние активно работиме на дигитализација на нашите услуги, што ќе ја олесни комуникацијата со граѓаните и ќе ја забрза обработката на податоците. Нашата цел е да бидеме транспарентни и достапни и да го зголемиме нивото на доверба во институцијата, истакна Ивановски. Секторот за даноци и такси при општина Куманово ги повикува граѓаните и правните лица да ги платат даноците за 2025 година, бидејќи ќе се започне со дистрибуција на опомени за неплатени даноци и такси, како и решенија за присилна наплата за неплатена комунална такса за претходната година. Со оглед дека се ближи крај на тековната 2025 година, оваа прилика ја користиме да ги информираме граѓаните дека секторот за даноци и такси при општина Куманово изврши генерирање на опомени за неплатени даноци по основ данок на имот за правни физички лица за 2025 година, како и неплатена комунална такса за 2025 година, а исто така изврши генерирање на решенија за присилна наплата за неплатена комунална такса за 2024 година. Решенијата се веќе генерирани, ќе почне нивната достава до граѓаните, па еве на овој начин ги повикуваме граѓаните да се измират својата обврска, да се го плата данокот и со тоа да не се генерира следната фаза, тоа се решенија за присилна наплата. Решенија за присилна наплата за комунална такса за 2024 година имаме вкупно генерирани 1468. Има одреден број на фирми кои што не обавуваат дејност, меѓутоа согласно податоците што ни доаѓаат од Централен регистар, фирмите постојат, а со тоа ако нели постои обврска за плаќање за назив на деловна просторија, односно комунална такса.
Комуналната такса е определена во износ од 6.000 денари. Оваа година вака стојат процентите, значи данок на имот за физички и правни лица имаме некаде околу 40 до 50%. Меѓутоа морам да напоменам дека граѓаните имаат некој тренд на плаќање и тоа секогаш на крајот на годината. Сметаат дека данокот е годишна обврска и секогаш при крајот на годината го плаќа данокот, иако согласно законските обврски данокот се плаќа во рок од 15 дена од приемот на решението, а решението се генерира најдоцна до 31 март во тековната година. Кога ние ги генериравме опомените, значи оваа година опомени за данок на имот за физички лица имаме генерирано 22.873, а опомени на данок на имот за правни лица имаме генерирано 191. Ние имаме околу 38.000 даночни обврсници. Споредбено со 24 година ќе ви кажам дека процентите изгледаат вака. Значи данок на имот за правни лица 84%, данок на имот над 70%, а назив на делна просторија околу 65%. Тоа е тоа што го напоменав, граѓаните секогаш при крајот на годината извршуваат својата обврска. Даноците согласно законските обврски се бришат со одлука на совет, значи може да се бришат со одлука на совет, тоа е апсолутна застареност по истокот над 10 години. Успешна година за клубот за спортска гимнастика Атлета од Куманово. Гимнастичарите постигнаа одлични резултати на државното првенство во А и Б програма во машка и женска конкуренција која се одржа во Скопје изминатиот викенд. Вкупно 10 медали во поединечна конкуренција и 4 медали екипно освоија надпреварувачите од Атлета. Изминатиот викенд на нашиот клуб учествуваше на државен надпревар по спортска гимнастика кој се одржа во Скопје. На надпреварот учество зема 28 надпреварувачи, од кои 28 надпреварувачи, од кои 15 женски и 13 машки. Во силна конкуренција можам да кажам од над повеќе од 160 надпреварувачи од цела држава, наши гимнастичари и гимнастичарки постигнаа одлични резултати. Во машка А програма Калин Илиевски освои второ место во категорија помлади пионери. Во категорија постари пионери, се извинувам, во категорија помлади пионери Дамјан Јаневски освои трето место, во истата категорија помлади пионери А програма Бојан Христовски освои второ место. Исто така и во А програма освоивме второ место екипно, тоа Милош Јовановиќ освои и Калин Илиевски. Во Б програма освоивме прво место освои Јаков Стојановски во категорија постари пионери, Михаил Додевски освои второ место во категорија постари пионери, Георги Мартиновски освои трето место во категорија постари пионери, во истата категорија ги земавме сите први три места. Во категорија помлади пионери до 9 години Илијан Стојановски освои трето место. И екипно освоивме исто така прво место, нашиот клуб зема прво место во категорија помлади пионери до 9 години. Учествуваме со 15 надпреварувачки од различни категории, деца до 7 години, помлади пионерки, постари пионерки и јуниорки, каде што децата освоија добри места, добри награди. Имавме прво место и второ место поединечно до 7 години и прво место екипно до 7 години, потоа имаме од помлади пионерки имаме второ место поединечно, имаме од постари пионерки прво место исто така екипно. Јас сум Калин Илиевски, имам 10 години. На последниот државен надпревар освои второ место и омилена справа ми е разбој, бидејќи сакам да вежбам на неа. Да, многу убаво да се биде во спортот и очекувам што повеќе први место. Јас сум Јаков Стојановски, имам 10 години и јас тренирам на гимнастика одам 5 години. Мојата омилена справа ми е разбој. Им препорачувам на сите деца да се запишат кој сака и им препорачувам среќа за надпревари. Супер се осеќав. Се вратив со прво место. Честитам на сите што освоиле медалони. Исто на уште еден државен надпревар во Б програма освоив прво место, на училишен надпревар освоив второ место и во А програма во 2024 година освоив трето место.
Бојан Христовски, имам 9 години и учам тука 2,5 години. Омилената справа ми е партер и освои втора место на државен натпревар по гимнастика во А програма. Само во гимнастика 3 медали по втора место, државно. Јас имам 7 години, се викам Софија Цеков. Омилена справа ми е партер. Одам од 4 години, освоив прво место. Јас сум Киријана Крстевска, освоив прво место на државен натпревар по гимнастика. Јас сум Изабела Цветковиќ, имам 7,5 години и освоив прво место по државен натпревар во Скопје. Јас сум Мања Ристевска, имам 11,5 години. Мојата омилена справа е греда. Јас вежбам 7 години на гимнастика атлета и на последниот државен натпревар освоив второ место. Јас сум Анисија Станојковска, имам 8,5 години. На последниот натпревар освоив второ место и прво. Јас сум Инес Мишевска, имам 9 години и на последниот државен натпревар, мислам на вториот државен натпревар, освоив второ место во Б програма помлади пионерки и тренирам тука 2 години и многу сум задоволна од професорите и од работата и од посветеност. Јас сум Леона Попов, имам 7,5 години и мојам овој првиот натпревар во Скопје и многу сум задоволна за професорите и јас освоив прво место. Јас сум Софија Николовска, тренирам тука 6 години. На државниот натпревар добив прво место. Јас сум Лана Богдановиќ, имам 10 години, тренирам гимнастика 5 години, омилена справа ми е партер и овој државен натпревар освои второ место. Јас сум Лена Трајковска, имам 9 години, тренирам гимнастика 7 години. Овој државен натпревар јас освоив прво место, претходниот натпревар освоив второ и претходниот државен натпревар освоив исто прво место. Јас сум Сара Мишич, имам 10 години. Во атлета тренирам 2 години. Омилена справа ми е греда. На последниот натпревар освоив второ место и претходно имам освоено 2/3 места и 1 второ место. Јас сум Мила Тодоровска, имам 11 години, тренирам 3 години во атлета. На последниот натпревар освоив второ место со мојата екипа. Јас сум Милјан Стојановски и имам 8 години. Што освои на последниот државен натпревар? Трето место. Јас сум Алекси Станковски и имам 9 години. Освоив прво место екипно. На претходните натпревари освоив само трето и омилената справа ми е карик. Јас сум Лазар Ѓорѓевски. Има 9 години, тренирам 4 години во атлета и омилена справа ми е разбој. На државниот натпревар освоив прво место. Јас сум Дамјан Јановски, на државниот натпревар освоив трето место во спортска гимнастика, од првиот натпревар исто така трето место. Јас сум Ангел Трајковски. Јас задам во атлета 1 година. Мојата омилена справа е разбој. На натпревар освоив прво место. Јас сум Ураш Радест. Тренирам 3 години. Омилена справа ми е вратило. На натпревар добив прво место. Јас сум Михаил Додевски, имам 11 години, на последниот државен натпревар освоив второ место и претходно имам освоено 2/3 места. И омилена справа ми е разбој. Јас сум Георги Мартиновски, одам на гимнастика 5 години. Омилена справа ми е разбој. На последен натпревар освоив трето место. Ова година само имам трето место, а на другите години имам втори место.
Јас сум Милош Јовановиќ, имам 12 години, на последниот натпревар освоив второ место групно, одам 6,5 години на гимнастика и во претходни натпревари сум освоил 4 први, 3 трети и 3 втори. Успехот што го постигнавме ни дава огромна мотивација за понатака да продолжиме да работиме. Можам да кажам дека секое дете посветено си има работено овие неколку месеци и си ги постигна очекуваните резултати. За нас како клуб ќе продолжиме наредната година со многу повеќе надпревари, меѓународни турнири каде што ќе ги афирмираме децата да што повеќе одиме на надпревари за да што повеќе се стекнат со искуство од државни надпревари и меѓународни. Исто така на нашиот клуб за цел е основно да ги децата да ги создадеме спортски здрави навики и секој член што повеќе да стекне самодоверба. Гимнастичкиот клуб Атлета постои од 2019 година. Активно учество земаме на сите државни надпревари до сега. Секоја година постигнуваме се поголем успех. Значи, ако земеме хронолошки од првиот надпревар до денеска, значи првиот надпревар кога поминавме, земавме само 2 медали, овој надпревар веќе броиме над 8 медали. Така да, гледано во таа перспектива, клубот напредува, со тоа што напредува самиот клуб на државно ниво, се зголемува и самиот интерес за гимнастиката во Куманово. Моментално броиме некаде над 150 членови во клубот. Гимнастичкиот клуб надвор од државни надпревари планираме да излегуваме и на меѓународни надпревари, со тоа што чекаме да исполниме услови во годишна возраст, бидејќи над 13 годишна возраст може да се учествува и се надеваме дека ќе имаме успех и таму. Гимнастиката како гимнастика е многу добар спорт. Секој дете од најмала возраст од 5 години би требало да се занимава, бидејќи е базичен спорт и користи за развивање на моториката кај децата. Без овој спорт, реално, правилниот развој кај децата не би можел да се постигне. Затоа и советуваме сите деца да поминат низ овој спорт, па после, доколку не се најдат тука, да продолжат на спортот кој се наоѓаат. Така да, тоа е тоа.